Повторно одложено судењето за случајот со родилката во Апоска која остана без 3 органи. Судијата Јованов, поради континуирано одлагање на адвокатот Игор Петковски, му изрече парична казна во износ од 1000 евра и побара судот да му определи нов бранител на Асани, еден од докторите против кого се води овој судски процес. Покрај паричната казна, значи овој пат отидовме затоа што имаше повеќе кратни одлагања од истиот бранител, се донесе одлука да се судот да определи нов бранител кој што ќе ги застапува интересите и затоа на многу краток рок го одложивме за да можеме конечно да имаме услови да го завршиме. Во Апоска денеска со поддршка на граѓани од родното Деба рече дека не се откажува и најави доколку до крајот на месецот не се реши овој процес, правдата ќе ја бара преку протести пред судовите во Струга, Дебар и Скопје. Адвокатот Игор, адвокатот на Мухамед Асани, дека се играат со мојата судбина, се играат со мојата психолошка состојба. Ова не е фер, да не доаѓа адвокатот повторно и повторно да одлагаат. Значи, треба више да има крај и треба да има правда во нашата држава за нас како луѓе, да веруваме во правдата. Јас лично, значи, имам 0% доверба во нашите судови и така да што ќе чекаме до крајот на месецот. Мислам дека ако заврши, ќе биде во ред, ако не заврши, ќе има протести во Дебар, ќе има протести пред судот во Струга, ќе има протест и во Кривичен, Скопје. Ние не бараме нешто невозможно. Бараме она што треба да го добие, правда. Не дека еден лист хартија ќе го врати тоа што го изгуби. Тоа никад, само да се знае кој каде сме. Инаку денеска бе одложени двете рочишта против Мерко за поставено спомен обележје, плоча на влезот на општинската зграда и за светлата во Црндрим. И за овие дела бранителот на Мерко кој не присуствуваше заработи парична казна од 2000 евра. Нина Ритоновска, Сител телевизија.